Ali така беше, мислам. Да. Они беа одушевени, вика... Професорот, твој пријатно изненаден. Да, он дури, мислам, непријатно дури поцрвенен. Тоа што не беше изненаден. Да. Целиот стаја црвен, чуко се вика. И ама беше многу Поштено реален, кажано, многу да. поштено, вика, ти си, вика, светска класа, не си, вика, тука си, што и у Америка идеш и таму ќе ти дадат диплома, нели? Да. Не е проблем. Почнуваме со вечерашново издание на вестите. На почетокот за здравието. Цревни вируси ги нападнаа штипјани. Со ваква диагноза на инфективното одделение дневно се хоспитализира по едно лице. Од почетокот на месецов досега се хоспитализирани 14 граѓани. Да се обрати големо внимание на исхраната, но и на хигиената, советуваат лекарите. Цревен вирус ги нападна штипјани. Со ваква диагноза во просек дневно неинфективно се хоспитализира по еден пациент, а бројот на заболени кои бараат лекарска помош во амбулантата ново оделение е многу поголем, покажуваат болничките дневници. Значи, започно од 31.12 до денес има примерно 42 пациенти амбулански, од кои 13 се хоспитализирани на оделение, други се третирани амбулански. Цревните вируси обично се манифестираат со болка во стомакот, повраќање и пролив. Станува збор за цревен вирус кој е вообичаен во овој период од годината, смируваат лекарите. Бројот на новозаболени опаѓа. Потребно е да се обрати поголемо внимание на исхраната, но и јакнење на имунитетот. Граѓаните треба да внимаваат на храната и исто така превентивно да се подобрување на имунитетот. Тука е задолжителна диетата со храната која препорачуваат нашите лекари и исто така витаминотерапијата е дел од превентивата за спречување од цревните вируси. За сега во Штип нема регистрирано случај на грип. Првиот бран на заболени од сезонски грип се очекува за новогодишните празници. Надминување на проблемот со стручен кадар во реалниот сектор може да се случи единствено со воведување на моделот во стручните училишта, каде што теоријата и праксата ќе бидат застапени подеднакво. Пред членките на регионалната комора со седиште во Штип денеска беше презентиран дуалниот концепт на образование. Компаниите од Источна Македонија имаат потреба од стручен кадар во своите компании. Недостатокот на работна сила, но и кадар кој што ќе биде квалификуван за да работи во производството може да се надмине со воведување на дуалниот концепт на образование. Средношколците во текот на своето 4-годишно образование да имаат теорија, но и практична настава во компаниите. Овој концепт на образование кој успешно се применува во земјите од Западна Европа денеска беше презентиран пред членките на регионалната комора со седиште во Штип. Основната цел е преку поголема практична настава, поголемо стекнување на искуство во самите компании, да се овозможи стручен и квалификуван кадар, онаков каков што е потребен на самите компании. Токму вклучувањето на бизнис секторот во процесот на образование е клучен фактор кој што може да придонесе во подобрување на стручноста, компетентноста на самите кадри, а посебно збор за тоа на денешната седница ќе стане токму за кадарот со средна стручна спрема, за која што компаниите имаат голема потреба. Новиот модел на образование за средните стручни училишта ќе бара време, голем ангажман од страна на сите институции и бизнис секторот за да функционира и да се прилагоди на потребите на македонското стопанство. Председателот на регионалната комора со седиште во Штип, Наум Барзо, вели дека во текот на годинава имале средби и соработки со институциите, а на кои веќе има и предлози. Ке предложиме одредени предлози и мерки до нашата комора, која што ќе ги спроведе до институциите
во соодветните институции во Република Македонија за промена на одредени законски регулативи за дополнување и за олеснување на бизнисот во Република Македонија. Во Штип компаниите од Центарот за вработување побаруваат пред се кадар со средно стручно образование. И најчесто тоа се струките од средно стручно образование, од оние образование кои во Штип немаме средно стручно образование, значи од тие профили. Најчесто градични работници со средно стручно образование. Овде можеме да ги спомнеме претежно оние што се од текстилната сфера, но оние специфичните со моделирање, компјутерско дизајнирање, значи посовремените начини на работа што се баране, значи во самите конфекции. Стопанската комора на Македонија во текот на наредниот период има и пилот проект токму во делот на дуалното образование, со цел да се овозможат стручни кадри во прехранбената индустрија во Виница и електромашинската струка во Скопје, а во соработка со средните стручни училишта. Сосема мал дел од текстилниот сектор има свој бренд. Брендирањето на производите е единствен начин со кој производителите може полесно да се наметнат на пазарот. Во Македонија мал е бројот на компании кои развиваат ваква стратегија. Македонските компании треба да се насочат кон создавање на собствен бренд. Брендирањето на производите е единствен начин со кој производителите ќе може полесно да се наметнат на пазарот. Во Македонија мал е бројот на компании кои развиваат стратегија за собствен бренд, сметаат економските аналитичари. Мислам дека, само ќе кажам дека компаниите треба малку повеќе да се насочат кон стратегиите на брендирање, за да можат барем да го фатат чекорот со меѓународните компании, односно ете да зборуваме само на Балканот, на нашиот регион, каде што сепак конкуренцијата, можеме да бидеме поконкурентни на пазарот, ни треба многу малку за да бидеме со тие компании кои што имаат своји брендови. Сосема мал дел од текстилниот сектор има свој бренд, останатите работат лон производство. Оние што работат на брендирање на производите, за да успеат на пазарот, потребно е да се насочат кон промоција, со која ќе ги анимираат и привлечат купувачите. Мислам дека треба повеќе да се насочат на промовирање на своите производи, да ги запознаат потрошувачите дека постојат тие производи, да не треба потрошувачите да доаѓаат само во Штип, него да отворат своји локални продавници во другите градови низ Македонија и интенцијата или намерата, стратегијата да биде да се развијат и на другите локални пазари. Денешната трибина е во организација на Советот на млади. Како еден производ може да се издигне на ниво на бренд, што мислиме дека е многу важно за младите и општо за целата економија, за да може да бидат препознатливи производите како бренд и да може самите млади да се брендираат самите себе и производите кои што во иднина тие ќе ги произведуваат. Создавањето на собствен бренд, обновување на веќе застарената технологија како и подмладување на работната сила се трите клучни работи кои треба да ги имплементираат текстилците. Анализите покажуваат дека само на овој начин македонската текстилна индустрија може да се спаси од нелојалната конкуренција од Блискиот Исток. За македонските убавини кои ги имаме во изобилие. Лесново со своите убавини ги воодушевува посетителите. Лесновскиот манастир е посебна приказна, но таму се и пештерите, кои овој дел од Македонија го прават интересна и уникатна туристичка дестинација. Лесново на надморска височина од над 800 метри со околните врвови на над 1000 метри надморска височина е атрактивна македонска туристичка дестинација. Лесновскиот манастир со својата историја и убавина е посебна приказна. Овде монаштвото обстојувало со векови и се уште екзистира до ден денес. Но ова место е атрактивно и по својата архитектура. Градби никнати од каменот кој се вадел од околнината и се користел како воденички камен исклесан од карпите. Во Лесново со вадењето на каменот се формирале и 40 на пештери, кои се атрактивни, но имаат и духовна моќ. Во клисурата се излабени некаде околу 3-40 пештери, некои се навистина големи, некои пештери, значи може да замислите тие цврсти карпи се дупчени, односно кршени од страна на луѓето со стотици години, значи многу долг временски период. Некои од тие пештери дури, значи такви формации има од карпи внатре што се сметало дека се свети места, така да
во неколку од нив, во 4-5 од нив се формирани мали пештерски цркви, да кажеме, или ги сметаат за свети пештери. Така да има цртежи од икони, има некои останати свети елементи кои што се внесени, и тоа исто така е многу интересна карактеристика на овој простор, значи монашкиот живот во еден период по сите кажувања се одвивал токму во тие пештери кои што претходно биле користени за вадење на воденички камења и за експлоатација на цврстиот камен, кој па многу се користел, значи најголем дел од градбите и од куќите овдека порано, а дел и денес се изградени од тие вулкански камења кои што се резултат, кои што биле продукција на тие ерупции од пред 15, 20, 30 милиони години. Лесново со својата убавина нуди можности за формирање на геопарк. Овде вулканските ерупции си го направиле своето, а реката создала прекрасна клисура. Ова е прекрасна можност овдека по сугестија на некои контакти што ги имавме со членовите на Европската мрежа на геопаркови, значи да се воспостави геопарк. Геопарк представува област која што има уникатни или многу карактеристични геовредности пред се. Значи тоа се геолошки вредности, како што еве, значи вулканска купа со вулкански кратер многу добро зачуван, понатаму релјефни некои структури, значи сите овие врвови во околината представуваат тие така наречени вулкански некови од каде во одредени периоди се сврла лавата. Меѓутоа геопарк представува и спој на биолошкиот диверзитет, па и на културниот диверзитет и културните уникатности на еден простор. Така да би било предобро токму овој простор да биде еден од првите геопаркови во Република Македонија, бидејќи искуствата со геопарковите во Европа и во светот се многу солидни, многу добри, посебно за места кои што се недоволно развиени или на кои што им е потребен подинамичен развој, бидејќи носат и солидни можности за финансирање, и солидни можности за развој и промоција на европско, па и на пошироко ниво. Лесново туристите не го заобиколуваат. Таму општина Пробиштип го обнови и етномузеот, а во Лесново, иако со мал број жители, сепак може да се проба и здравата храна, која го нуди уникатниот македонски вкус. Мирни и успешно спроведени парламентарни избори 2016 година е оценката не само на Општинската изборна комисија, туку и на наблюдувачите од партиите и од невладините организации кои ги следеа изборите на 80 избирачки места. Штип имаше мирни и демократски спроведени предвремени парламентарни избори е оценката на претседателката и на членовите на Општинската изборна комисија. Најголем придонес дадоа граѓаните, кои на овие избори според излезноста своето право на глас го дадоа над 70%. Така што сето тоа може да речеме дека е голем плюс, една голема оценка, бидејќи на целиот состав на временски услови допринесе да народот го даде својот глас. Од сите оние кои ги имавме најавено како болни и немокни, го дадоа својот глас, значи гласа без проблеми. Исто така и затворот, и тој го мислам затворениците во општина Штип, каде што лежат овде и тие го дадоа својот глас. И после сите оние 80 избирачки одбори беа сосема коректни, регуларни, без проблем. Од страна на наблюдувачите на политичките партии на сите невладини организации во земјава и странство, кои ги следеа изборите во Штип, нема никакви приговори и забелешки. За неколку месеци следат и нови избори. Граѓаните на Македонија напролет ќе го даваат својот глас за нови локални власти. Според цела процедура дека доаѓаат локалните избори, тоа го знаеме сите, само ќе видиме од условите што се случува во ДИК, кога тие ќе ги кажат дека протекуваат локални, тогаш ние ќе бидеме спремни. Членовите на 80 избирачки одбори по успешно спроведените предвремени парламентарни избори на територија на општина Штип сега ќе ги чекаат своите парични надоместоци, кои државата е должна да им ги исплати.
За другите актуелности, проектот Локални лидери на Југоисточна Европа ги обедини на едно место представниците на комуналните предпријатија и општините кои по природа на нештата и треба меѓусебно да соработуваат. Меѓутоа, за прв пат таа соработка се подига на едно повисоко ниво кое ги надмина националните граници и воведе сосема нов принцип на работа. По серијата национални тренинзи во Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, реализирани преку тим на експерти кои им беа на располагање на асоциациите на локалните власти и јавните комунални предпријатија, но и на самите општини и јавни предпријатија во дизајнирањето, осмислувањето и имплементирањето на нивните инвестициски инфраструктурни проекти, челни луѓе на локалните самуправи и јавните комунални предпријатија од 4 земји остварија регионална работна средба во Загреб. Проектот Локални лидери во Југоисточна Европа ги обедини на едно место представниците на овие две институции, кои по природата на нештата и треба меѓусебно да соработуваат. Меѓутоа, за прв пат таа соработка се подигна на едно повисоко ниво, кое ги надмина националните граници и воведе сосема нов принцип на работа. Можам да кажам дека овие работилници се мощни, квалитетни затоа што даваат интерактивен пристап. Не се тоа предавање, не се семинари, туку работилници во вистинска смисла на зборот кои дозволуваат размена на мислења, можност да се произнесат поинакви предлози и поинакви решенија. Еден ваков тип на комуникација, односно на изнесување и на предлагање на начин на решавање на проблемите, нема подобар начин за да се надминат сите овие проблеми што ги има. Хрватска како земја домакин и веќе 3-годишен член на Европската Унија може со сигурност да помогне на останатите земји во регионот да ги надминат потешкотиите со кои се соочуваат во исполнувањето на обврските кои ги бара европската легислатива, пред се во делот на модернизација на општинските услуги кон граѓаните. Овие тренинзи се одлични, може би помалку за Хрватска, зашто ние веќе влеговме во тие никакви проекти, но секако дека е многу добро да ние го пренесеме своето искуство. Се уште и ние имаме проблеми, па подобро е заеднички да ги решаваме, да се обидеме да си помогнеме едни на други и да си размениме искуства. Главна карактеристика на проектот е тоа што на површина ги вади и помалите општини. Поточно им дава подеднаква можност за развој, иако тие располагаат со помалку ресурси и недоволен број стручен и обучен кадар. Ние сме една мала средина, нам ни се потребни искуства и самите алатки како да ги решиме проблемите од областа на водоснабдувањето. Овде се и поголемите општини, од кои секако ќе ги преземеме искуствата и ќе ги пренесеме во нашата мала средина. Во текот на утрешниот ден учесниците ги имаат и практична настава со посета на пречистителната станица за отпадни води во Велика Горица. Од регионалната конференција во Загреб за представници од 4 балкански земји, за Ирис телевизија, Трајан Ристовски. Почна откупот на јагне за католички божик, но не и за сточарите од Штипско. Трговците првите количини ги нудат по цена од 130 и 140 денари за килограм жива мера. Нема откуп на јагне во Штипско. Оваа година за католички божик трговците довзат со побарувачката. Од Штипското здружение на сточари вела дека ќе чекаат до утре, но не се многу оптимисти. Вела дека откупот не е ниту почнал, а треба да заврши. И тоа дека нема трговци, а ниту ги знаеле цените по кои ќе се откупува јагнешкото. Додека во источниот дел
приближуваат новогодишните празници, некои веќе одлучиле каде, но некои доправа ќе размислуваат за тоа каде да бидат за дочекот на новата 2017 година. За нова година многумина ќе патуваат и надвор од земјава. Највеселата ноќ младите ќе ја чекаат на плоштадите во соседните земји, но има и такви кои што за новогодишните празници ќе бидат низ зимските туристички капацитети, а голем дел од граѓаните ќе си поминат во своите топли и убави домови. Уште неполни 3 седмици и 2016 година заминува. Штипјани традиционално се подготвуваат новата година да ја прославуваат секој на свој начин. Некои ќе слават дома, други со музика во ресторани, но многумина ќе патуваат надвор од државата. Туристичките работници подготвени со аранжманите, помладите претежно нова година ќе слават на плоштади. Инаку програмите за Софија, Белград, Будва, Сараево се поевтини и ги користат помладата популација и имат дочек на